Добар ден и овој ден. Подгответе се за час по македонски јазик. Замислете, ученици, стигнавме до последната буква од нашата азбука. Денеска ќе учиме 31-та буква, а тоа е буквата Ш. А пред да започнеме со обработка на буквата Ш, малку да се провериме. Изговори ги буквите кои ги гледаш. Ајде да видиме. Дали ги погоди? З, Д, Р, А, В, О. З, Д, Р, А, В, О. Дали препознавте кој збор го добивме од овие гласови? З, Д, Р, А, В, О. Здраво! Ајде понатаму. Погодувај. М, О, И. Мој. Продолжи понатаму. Ајде да видиме. П, Р, В, А, Ч, И, Њ, А. Првачиња. Здраво, мој првачиња. Епа, ученици, оваа вежба ја правиме за да видите дека кога ги изучивме веќе сите букви, можеме да почнеме и со учење за читање. Од повеќе соединети букви се создаваат зборови. И еве гледаме сега, овие 6 здружени букви го дале зборот здраво. Овие 3 здружени букви М, О, И го дале зборот мој. А овие 8 букви го составиле или го формирале зборот првачиња. Овие се подолги зборови, затоа може би ви се тешки, но почетното читање се состои од почнување со читање на кратки зборови. Ајде да видиме сега. Еве го, штурчето, шапка, шатка, штекер, во кој децата не смеат да пипаат, штрк, а овој инструмент го знаете? Шупелка. Ова е инструмент музички и се вика шупелка. Шака, шивачка. Значи, денеска последната буква Ш ќе ја учиме и како се изговара и во кој позиции се наоѓа и како се пишува. Штурче, шапка, шатка, штекер, штрк, шупелка, шака, шивачка. Дали чувствувате дека кога го изговараме гласот Ш, тој шушти? Затоа многу лесно може да се препознава неговото присуство во зборовите. Ајде да видиме. Во зборот чаша, дали го слушаме гласот Ш? Чаша. Така е. А во зборот часовник, часовник. Така е, не се слуша. Шишарки. Лесно беше. Клуч. Не се слуша. А во зборот снешко. Така е. Во зборот цвеќе или букет. Го нема. Шпорет. Го има. Чадор. Го нема. Е сега, таму каде што го има да видиме каде се слуша. Чаша. Така е. Шишарка. Ш, И, Ш, А, Р, К, А. Значи во овој збор гласот Ш го слушаме два пати. И на почеток и во средина. А во зборот снешко, снешко. Во средина.
а во зборот шпоред на почетокот. Така е, браво за тебе. И уште малку ќе повежбаме. Шише. Ајде да кажеме од кои гласови е составен зборот шише. Ш и Ш е. Така е, значи два пати го слушаме гласот Ш. И на почеток и во средина. Ташна. Браво. Кош. К, О, Ш. На крајот. Шешир. Ш, Е, Ш и Р. Два пати и на почеток и во средина. А во зборот кошничка, така е, во средина. Каиш. Каиш. На крајот, шал. На почетокот, штипки. На почеток. Се надевам дека оваа вежба веќе ти е јасна и лесна. Сега. Знакот за гласот Ш е буквата Ш. Буквата Ш е составена од 4 прави линии. 3 прави исправени и една легната што ги поврзува. Еве ги. Значи една права исправена што секогаш почнува од озгора кон надолу. Па потоа моливчето го продолжуваме веднаш, легнатата линија, па ја пишуваме крајната која ги поврзува и на крајот ја пишуваме средната линија во средина, значи. Еве буквата Ш. Големата зафаќа и широк и тесен ред, а малата само тесен ред. Значи тие се исти, само големата се пишува и во широкиот и во тесниот ред, а малата само во тесниот. Еве уште еден пар голема и мала. Ајде да повториме. Една права исправена. Моливчето продолжува и ја пишува легнатата. Потоа уште една права што ги поврзува и на крајот се пишува четвртата права исправена линија која што е во средината. Ви личи ли малку на вилушка? Мене ми личи буквата Ш на вилушка. Ајде запомтете ја. Ајде да видиме сега. Дали сте ја запомтиле? Ќе ја пронаоѓаме буквата Ш во текстот Сашка и Сашо. Сашка и Сашо живеат близу до училиштето. Нивниот дедо Тошо секое утро ги води до училишниот двор. Застанува пред училишната порта, ги гушка и двајцата и се упатува кон својот шивачки дуќан. Дедо Тошо е шивач. Тој ги шие најубавите костими и капути. Секогаш е облечен во убава облека која самиот си ја шие, а на главата носи шешир. Сашка и Сашо многу сакаат да одат во шивачкиот дуќан на дедо Тошо. Затоа, тој ги зема после часовите и ги носи во дуќанот за да му помагаат. Тие со внимание следат како шие дедо Тошо. Велат дека кога ќе пораснат, ќе бидат шивачи. Ајде да видиме каде ќе го застанеш видеото за да ја сработиш оваа вежба до крај. Јас само ќе ти помогнам. Сашка, Сашо. Сашка и Сашо живеат близу до училиштето. Нивниот дедо Тошо секое утро ги води до училишниот двор. И така ќе продолжиш. На крајот ќе изброиш. Треба да имаш вкупно 24 букви Ш во овој текст. Значи, иако е последна, тоа не значи дека не е важна оваа буква. И буквата Ш е важна како и другите букви. Еве задачата што треба да ја сработиш откако ќе ја завршиш оваа со текстот.
Ќе моделираш буквата Ш и ќе напишеш зборови во сите 3 позиции во зборот. Ќе напишеш и една страна со малата и голема буква Ш и ќе ги завршиш задачите во учебникот. Тие се кратки и лесни. А сега ќе откриваме зборови. Веќе ја знаеш играта. Штурче, пишуваш прва буква. Автомобил, која е прва буква на зборот автомобил? Топка, очи, риба. Дали запиша? Ајде да се провериме. Ш, А, Т, О, Р. Дали ги доби овие букви? Ако си ги добил овие, браво! Треба да прочитаме кој збор сме го добиле. Ш, А, Т, О, Р. Шатор. А тоа е место каде што го поминуваме времето кога сме на подолг излет, така преносна кукичка за на излет. Ајде одиме на следниот збор. Чекан, елка, шпорет, маче, авион. Дали си готов? Ајде да видиме. Ч чекан, Е елка, Ш шпорет, М маче, А авион. Ч Е Ш М А. Чешма. Еве, го добивме зборот чешма. Ајде да видиме. Чизма, елка, шал, еже, лист. Ч, Е, Ш, Е, Л. Го добивме зборот чешел. Чешел. Значи, кога буквите ги соединуваме една до друга, ги слепуваме, добиваме збор. Чешел. Значи, треба да ги слееме, да ги сврзиме една до друга буквите и да добиеме збор. Еве ги сите букви од нашата македонска азбука. 31 глас, 31 буква. А за да ги научиш по правилниот редослед, ќе пееш песничката што почнавме да ја учиме на часовите. А, Б, В, Г, Д, Г, Е, Ж, З, Д, И, Ја, К, Л, Љ, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Т, Қ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш. И ќе продолжиш сам понатаму. Доколку ја научиш песничката правилно, ќе знаеш да ја кажуваш азбуката по ред. Се гледаме на наредниот час.